Во општествена сцена утринава би требало на телефон негдека да ја уловам колешката Бистра Георгиева. Бистра, добро утро. Добро утро. Бистра е директорка, раководител на Европската програма за филм во Македонија, на таа така наречена медија програма. Бистра, што се случува со европските фондови за наменети за филми, за медиска продукција во услови на корона? Програмата мора да тече, се разбира, како и другите активности, меѓутоа во ова криза Креативна Европа медија под програмата покажа една прилично голема флексибилност, особено во однос на тековните проекти, значи оние проекти кои веќе добиле поддршка, значи да речеме ги призна трошоците кои веќе се направени, а кои не би можеле да се остварат некаков тип на патувања и активности. И најголемата флексибилност е во тоа што, да речеме, некои филмски фестивали им се дозволи, односно им се даде можност од офлайн изданија, од нормални изданија да се пренасочат кон онлайн изданија. Така, например, фестивалот на документарен филм во Копенхаген за многу кратко време, од 6-7 дена, уште во март, се префрли, целосно изданието го префрли во онлайн. Предпоставувам дека тоа е многу поевтино и за вашиот фонд отколку кога е офлайн. Тоа значи помалку авионски билети, тоа значи нема хотелски преспивања и така натаму. За колку пари се работи кога е македонските фондови од Европа кога се во прашање преку вашата програма? Што е тоа годишно? Која сума? Секоја година е различно. Би сакала програмата во Македонија од 2016 година. Еве последната година 2019 имавме најголем успех, добивме околу 350.000 евра македонски проекти. Значи тоа се генерално филмски фестивали и некои онлайн платформи за гледање филмови, значи. А оваа година би сакала да кажам дека сега неодамна излегоа резултатите. Македокс, фестивалот на документарен филм, по пети пат доби поддршка и филмот во продукција на сестри и брат Митевски доби исто така поддршка за развој. Новиот филм, Најсреќниот човек на светот, тоа е до сега за 2020 зборувам. Вие имате некаков настан неделава, мислам дека утре имате вебинар, имате некаква групна конференција по овие социјални мрежи, онлайн можности кои се пружаат? Да, значи Филозофскиот филмски фестивал е првиот фестивал што во оваа криза се охрабри да го направи своето издание онлайн и исто така инициираше така наречен вебинар, нели поново така се вика. Тоа е утре во 11:30 часот, на кој што поканет медија дескот, ќе учествувам јас, ќе учествува представник од Агенција за филм, од Друштвото на филмски работници, продуценти, представници на некои филмски фестивали и ќе зборуваме баш за ова, каква е состојбата во македонскиот филмски свет во време на ковид и е отворен повикот, односно отворен е вебинарот за сите кои би сакале да се приклучат онлайн на сајтот на Филозофски фестивал, може да ги најдат информациите. Бистра, повеќе години работите и канцеларијата е повеќе години отворена. Се чини дека Македонија оваа минатата година доживеа извесен бум и не само заради Оскаровскиот настап, туку и на многу други фестивали. Еве јас имавме пожелба да погледаме на МТВ и премиерата на Исцелител, телевизиската премиера за викендов и така натаму. Се чувствува ли таа енергија да се сели на помладите генерации? Имате ли, бидејќи предпоставувам дека кај вас се обраќаат луѓе кои што се со филмски ориентации од сите генерации, имате ли зголемен интерес во таа смисла? Да, имаме. Исто така, оно што е важно е канцеларијата на медија е она која што треба да ги потикнува младите. Значи, тоа е идејата, допрва да се едуцираат, да посетуваат различни тренинг програми низ Европа и нормално потоа да може да ги користат овие фондови. Така што, да, мислам дека има некоја нова свежина која што доаѓа и која што е во моментов во подем и допрва дека ќе гледаме некои убави резултати во оваа сфера. Бистра, јас ти благодарам за ова утринско јавување. Вие знам дека вашата канцеларија е отворена, вие главно работите онлайн. Предпоставам дека и сите конкурси ви се онлайн и повеќето комуникација и така натаму ви онлайн. Предпоставам дека не се промени многу барем во вашата работа заради овие заразни услови, или грешам?
Не се промени многу во смисла на тие консултации, онлайн консултации и повици кои што течат, меѓутоа бидејќи медија канцеларијата функционира и организира различни работилници и тренинзи, едно нешто моравме да го одложиме, не го откажавме, значи го одложуваме за понатаму септември-октомври, тоа е една работилница за развој на сценарија, која што мораше да се случи во живо, бидејќи имаше и ментори од странство, меѓутоа допрва тоа ќе го правиме, сега некои работи мораше да се откажат. Да, работите на ново сценарио за тоа како ќе се развива целата криза. Се прилагодуваат. Бистра Георгиева, директорка, раководителка на канцеларијата на Медија Европската програма за филм. Благодарам за ова утринско јавување, а ние одиме понатаму со нашата програма. Благодарам.